Кога ќе заврши со личните навреди, Стево Пендаровски да каже зошто се среќавал со странски пиар служби. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски повторно го повика председателот децидно да одговори. Прашав која е целта на нивната посета, дали тие ќе бидат ангажирани во неговата кампања и доколку бидат ангажирани, кој ќе го плати тоа и дали тоа ќе биде пријавено, имајќи предвид дека има строги закони во делот на финансирање на изборна кампања. Така што еве, втор пат му давам шанса, може пак да одговори со навреди, ама откако ќе заврши со личните навреди, кои што мене не ме го замолувам да одговори на прашањето, еве да отидам чекор напред, да прашам дали тој стратегист е истиот стратегист кој што е користен и во Република Србија за потребите на председателот на таа држава. Наместо правда за што беше направено специјалното јавно обвинителство донесе неправда. За подпредседателот на ВМРО ДПМН, ставањето на Катица Јанева на црната листа е најдобриот доказ за злоупотребите кои ги правела како шеф на сега згаснатото СЈО. Па мислам дека тоа е најдобриот доказ и потврда за злоупотребите кои што се правеа во специјалното јавно обвинителство, кое што беше креирано да донесе правда во Македонија, но наместо правда донесе неправда. Многу луѓе беа жртви на политички прогон кој што се спроведуваше преку специјалното јавно обвинителство, а првиот човек на тоа специјално јавно обвинителство, веќе и осудена личност, сега и на црната листа на Соединетите американски држави, јасно е дека ја користела позицијата за сопствен бенефит и за сопствена корист, наместо за враќање на правдата во Македонија. Тоа е она што ги боли најмногу луѓето. Враќањето на правдата и функционален систем е приоритет на ВМРО ДПМН, вели Николовски, но од правда не се живее, затоа идната влада ќе се посвети да го врати стандардот на граѓаните во секој сектор. По потекло сум од петата изборна единица, живеам главно во првата изборна единица. Дојдов тука во четворката затоа што сакав да удриме во чело на криминалот и корупцијата, кој што има извориште токму тука во четворката. Најтесното извориште е ресторанот Вила Парк во Струмица, а малце пошироко тоа е целиот Струмички регион. Пипците одат и до Валандово и до Дојран и така натака. И сметав дека тоа крими семејство мора да биде удрено во чело ако сакаме ние да имаме држава. По парламентарните избори, формирањето на влада предводена од ВМРО ДПМН, сериозни големи средства ќе велигуваат во општина Неготино, порача Николовски, каде со градоначалникот Стојанов промовираа инфраструктурна инвестиција од речиси 15 милиони денари. ВМРО ДПМН по изборите ќе направи децентрализација и ќе ги врати парите кај граѓаните, околу 250 милиони евра годишно да влегуваат во општините, вели Николовски.